Повеќе од 8.000 во најголем дел микро и мали компании од почетокот на ковид пандемијата па се до денес поради економската и енергетска криза ставиле клуч на врата, вели за Глас на Америка председателот на Бизнис конфедерацијата на Македонија Виле Бошков. Луѓето без оглед на добрата идеја, вели тој, немале можност да го развијат својот бизнис. Новината за ваквата состојба ја гледа и во самите компании. Постои, ајде така ќе наречам народски, и во спортски жаргон, гимнастика, особено на микро и малите компании, кои од незнаење за водење на бизнис се одлучуваат да отвараат и затвараат фирми, и исклучиво тоа се случува поради слабиот концепт на познавање на бизнис практики, бизнис концепт, позадина за неисполнување на обврски кон добавувачите, и сега се случува една состојба во која може да се каже дека нема излез, за жал. Поради ова, голем е бројот и на вработени кои останале на улица. Таа бројка е секогаш се движи околу 10.000 луѓе во рамките на отварање и затварање на тие претежно микро и мали компании. Собствениците се жалат дека не може да ги наплатат побарувањата од фирмите со кои соработуваат. Сите тие фирми, поголеми или помали, наши купувачи, а верувам дека тоа се случува истото и кај сите други останати производители и добавувачи, доаѓа до одложување на обврските, односно плаќањата кон нас како добавувачи, заради тоа што и тие се соочени со истиве проблеми со зголемувањето на цените на енергенсите, не само на струјата. Значи, тука станува збор за струја, за газ, за горивата, за достава на роба, ама на крај ние штетата ја трпиме. А состојбата не им дава оптимизам. И ако продолжи ова вака во натамошно во работење, не знам колку долго ќе можеме да издржиме сите заедно. Во овие 30 години до сега со вакви потешкоти никогаш не сме се соочили. Кај голем дел гледам од ланците на маркети веќе се затвараат, дел од маркетите ги затвараат. Со самото затварање нели се затвараат работните места на вработените. Има некои фрапантни податоци кои кажуваат дека не очекува розова економска иднина, особено за македонските компании, претежно во производството на храна, трговијата, па и туризмот, бидејќи не исполнуваме елементарни услови за добро водење на бизнис. Дали станува збор за инфраструктура, дали станува збор за непредвидлива бизнис средина. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.